Покрај отварањето на регионални шелтер центри за згрижување на жртвите на семејно насилство, ќе се отворат и центри за жртвите на сексуално насилство. Овие новини во системот за превенција и заштита на жртвите на насилство, кои ќе влезат и во законската регулатива, се предвидени по ратификацијата на Истанбулската конвенција. Со ратификација на Истанбулската конвенција треба веќе да исполнуваме одредени стандарди во однос на бројот на шелтер центри, бројот на канцеларии кои што даваат бесплатна правна помош, бројот на СОС линии, бројот на центри кои што даваат психосоцијална поддршка и така натаму. Дефинитивно се најавува во прво време, активирање на шелтер центрите, меѓутоа ќе има и шелтери за сексуално насилство, нешто што можеби е ново за наши услови, меѓутоа навистина е потребно. Според статистичките податоци на граѓанските здруженија, сексуалното насилство е најчесто облик на злоупотреба во случаите на трговија со луѓе. Кај жртвите веднаш треба да се започне со третман за надминување на траумите, а тој процес е долг и макотрапен, потврдуваат и од невладината Отворена порта. Поред статистиките од минатата година, 2016 година, во Македонија биле идентификувани 6 жртви на трговија со луѓе, од кои што сите се од женски пол. 5 се со цел сексуална експлоатација. Закрепнувањето на жртвите на трговија со луѓе е многу долг и тежок процес. Во текот на тргувањето тие се соочуваат на голем број трауми, кои што не е едноставно и лесно да ги поминат. Сексуалното заедно со семејното насилство представува најдоминантен облик на родово базирано насилство. СВР оваа година регистрира 89 жртви на семејно насилство. Не се зголемува бројот на жртви. Делат од невладините здруженија само повеќе се пријавува семејното насилство наспроти сексуалното насилство, кое не секогаш се пријавува.